Маја Шукова, кандидат на СДСМ за градоначалник на Скопје. Шукова е дипломиран инженер-технолог, прехранбена биотехнологија. Факултетската диплома е стекнала во 1995 година на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. На професионален план, Шукова беше министерка за животна средина и просторно планирање од февруари 2023 до мај 2024 година. Најголем дел од својата кариера ја гради токму во Министерството за животна средина, каде во 1999 година започнала како соработник во одделението за екоменеджмент. Продолжила во секторот за меѓународна соработка, секторот за одржлив развој, а од 2022 година била именувана на функцијата државен секретар на Министерството за животна средина и просторно планирање. Шукова има работно искуство и во стопанството, каде во периодот од 1993 до 1998 година работела како инженер во повеќе компании. Шукова е посветена на заштита на животната средина. Учествувала во иницијативата за прогласување на заштитено подрачје Малешево водно Осогово, во проектите за изградба на пречистителна станица во Кочани и систем за водоснабдување во Делчево, за изградба на пречистителна станица во Гевгелија, пречистителна станица во Волково и Сарај. Континуирано учествува во подготовка на проектни низи за инфраструктурни проекти во областа води и отпад, како и управување со проекти кои се однесуваат на заштеда на енергијата и климатските промени, управување со хемикалии, изготвување на стратегии, студии, анализи и монитирање во областите на водоснабдувањето, прочистувањето на отпадните води, депонирање и рециклирање на цврстиот и течен отпад. Што ќе направите прво во неделата или во првите 7 дена откако ќе станете градоначалничка на Скопје? Прво мора да биде градот транспарентен и отворен за граѓаните. Мораме да го отвориме и да ги добиваат граѓаните сите информации, да знаат како се трошат нивните пари кои што се јавни пари. Потоа ќе мора веднаш да се направи увид во работата на комуналните предпријатија. Скопје се соочува со недостаток на услуги во делот на собирање на отпад, тоа го гледаме сите по улиците. Имаме проблеми со недостиг на вода во високите зони, имаме неуредени зелени површини. Значи, сите овие работи имаме неефикасен јавен превоз. И сите тие се надлежност на јавните предпријатија кои што се во рамките на градот Скопје. Ке мора да се направи увид во нивната работа. Знаеме најголем дел од проблемите кои се, меѓутоа за да можат поефикасно да работат, мораме да направиме еден преглед на состојбите. И секако најважното ќе мора да се започне со чистење на Скопје. Сметот им смета на сите граѓани, ми смета на мене, на вас. Тоа е нешто што не сме го виделе многу одамна, меѓутоа во последниве неколку години заради одредени несогласувања помеѓу градоначалничката Арсовска и Советот на град Скопје, односно советниците на ВМРО-ДПМН во Советот, очигледно дојдовме до ситуација која што е благо речена хаосна. Што е вашето решение за сообраќајниот метеж во градот, бидејќи е навистина голем? И јас нудам, мислам, најсоодветно решение, тоа е БРТ системот. Тоа е проект кој што е готов, за кој што се обезбедени финансии и може многу брзо да се реализира. Предвидени се две траси, две линии. Првата е спремна, таа е од Ѓорче Петров до Новолисичево аеродром, околу 13 километри. И треба да има 21 нова постројка и 29 нови еколошки автобуси, кои што ќе се движат на неколку минути. Значи, фреквенцијата на движење ќе биде побрза. И предвидено е да има проток на патници некаде околу 65.000 на ден. Тоа е одлична бројка и може да го растерети сообраќајниот хаос во Скопје. Бидејќи готов проектот, по распишување на јавна набавка, до реализација на првата фаза можеме да очекуваме првата линија во 2028 година. И јас сметам дека ова е единственото решение кое што е брзо, ефикасно и кое што на граѓаните ќе им даде соодветен безбеден, брз и јавен превоз. Паралелно додека се работи првата линија, за втората линија, сега збориме за север и југ, ќе треба да се направи, има некое решение, ќе треба да се направи најоптималното решение за да може да се направи и втората линија.
И секако ќе мора да се заменат автобусите кои што во моментот се обраќаат и возат значи автобусите на ЈСП, стари се, најголемиот дел од нив се небезбедни, многу често се расипуваат, а предвидено е во програмата да се набават 100 нови автобуси, секако не само во првата година, тоа ќе оди етапно, меѓутоа мораме да ги промениме старите со нови. Мораме да ми обезбедиме подостоинствени автобуси на сите граѓани во Скопје. Во последно време најактуелен проблем се Вардариште и Дрисла. Имате ли некои конкретни решенија за овие депонии кои некако се намножуваат? За Вардариште веќе во неколку наврати зборувам, особено кога го слушам против кандидатот дека во Вардариште сака да прави мегапарк. Има такви пракси во светот, не велам дека не, меѓутоа тоа е долготраен процес и за тоа ви требаат неколку мандати. Јас сметам дека Вардариште треба да остане за намената која што ја има согласно сите стратешки документи кои што се направени во државата, вклучително и за градот Скопје и за Скопскиот регион. А тоа е да биде современа претоварна станица. Да се воспостави нов систем кој што ќе значи намалување на количините преку селекција и реупотреба. Граѓаните мора да сватат, ние отпадот мора да почнеме да го гледаме како ресурс. Тоа го прават развиените земји во светот и заради тоа во едно догледно време ќе можеме да кажеме ќе стигнеме и до нула отпад на депониите. Како ви е планот да го исчистите ѓубрето од градот и за време на вашиот мандат градот да биде чист? Покрај тоа што зборува за селекција и за реупотреба, тоа самото по себе кажува дека вие ќе мора да се воспостави инфраструктура, односно опрема која што може да ги подржи овие активности. Значи, покрај кантите и контейнерите кои што ги имаме за комунален отпад, не мораме да им понудиме на граѓаните и да им дадеме опрема, нова опрема за каде што ќе се прибира селектираниот отпад. Мислам дека отпадот е една од работите на која што мора да се посвети најголемо внимание и според мене е еден од трите приоритети на кои што ќе треба да се пристапи веднаш во градот Скопје. Јавните предпријатија одамна важат за загубари, примаат субвенции се, а се под јурисдикција на градоначалникот. Имате ли план за некоја санација, посебно што постојано некои субвенции се примаат, а граѓаните ништо немаат корист од тие јавни предпријатија? Прво нешто што мора да се направи е навистина увид во работата на јавните комунални предпријатија. Јас во неколку наврати споменав и сега ќе споменам. Ние мораме политиката да ја тргнеме од градот. Интересите на партиите не смеат да бидат приоритет за градот. Интересите на граѓаните мора да бидат. И сметам дека на чело на овие јавни предпријатија, особено комунална хигиена, јавното сообраќајно предпријатие, паркови, зеленило, водовод и ред други кои што ги има градот, мора конечно да дојдат професионалци, луѓе кои што се докажале во областите кои што ги покриваат јавните предпријатија, за да можат да направат сериозна реорганизација во работата. Свесни сме дека во дел од предпријатијата има и непродуктивни трошоци, тие ќе мора да се намалат и со време да се отстранат. Мора да имаат јасни планови и приоритети што треба да направат јавните предпријатија и пред се мора да ги вратат основните функции. Да речеме, имаме сознание дека во предпријатието улици и патишта вработените работат се друго, освен тоа што треба да го работат. Одржување на улиците и на патиштата. И заради во градот Скопје. И заради тоа се доведовме во ваква состојба. Функциите на јавните предпријатија се на многу ниско ниво. Услугите кон граѓаните се на многу ниско ниво. И токму поради тоа, прво мора да се врати функционалноста на предпријатијата. И мора да бидат и тие како и градот, исто така да бидат транспарентни и отчетни на што се трошат парите на граѓаните. Се додека се затворени како систем и не сакаат да ги споделат информациите, ќе се соочуваме со ваква состојба. Бездомните куќиња се сериозен проблем во градот. Кои се вашите идеи или решенија по тоа прашање? Има решение, секако дека има. Јас не сум од оние што велат дека лајка не работи. Сметам само дека лајка има помал капацитет и не може да го обслужи градот, инаку сметам дека тие луѓе кои што се таму навистина го даваат својот максимум во однос на капацитетот кој што го имаат. Време е за поголемо, можеби државно прифатилиште и секако треба да биде во близината на Скопје, треба да биде со многу поголем опфат.
треба да биде во соработка и со ветеринарните станици, и со ветеринарите, и со голем дел на невладините организации кои што работат на згрижување на уличните куќиња. Пред се со нив е проблемот. Исто така е многу битен и еден друг аспект. Мора да почнат да се чипираат сериозно и домашните миленици. Бидејќи за жал, голем дел од домашните миленици несовесни граѓани кои што ги земале па потоа не сакаат да ги чуваат, ги пуштаат на улица и навистина во изминативе години многу се размножија. И тие стануваат дел од уличните куќиња. Овој проблем е сериозен, мора да се реши. Мислам дека може да помогнат многу и општествено одговорните компании, да му помогнат на градот. Градот секако со своји средства има луѓе кои што сакаат да помогнат. И уште едно, вдомувањето. Голем дел од невладините организации тоа сега го прават на своја рака. Јас им честитам за тоа, бидејќи на тој начин го намалуваат бројот, меѓутоа мислам дека тоа треба да биде организирано во соработка со нив, секако и со ова ново прифатилиште кое би се направило. Мислам дека голем дел од куќињата ќе може да се вдомат и на тој начин да се намали нивниот број. Скопје со години е претворено во градежна зона. Дали имате некој предлог решение во кој правец би се ширел градот? Или пак и да ги заштитиме овие зелени површини што ги имаме се уште? Знаеме дека неколку години наназад не може да се донесе генералниот урбанистички план и јас мислам дека тоа е процес заради тоа што процесот не беше транспарентен кон граѓаните. Граѓаните бараат се повеќе зеленило, тоа е уредено со закон и така мора да биде. И мора да престанеме да ги уништуваме зелените површини заради нови градби. Мојот план и визија е во таа насока. Повеќе зелени површини, јас си предвидувам 15 зелени паркови во 15 месеци. Мислам дека треба зеленилото да ни биде пред се заради тоа што убаво се чувствуваме, меѓутоа и заради тоа што допринесува за намалување на загадувањето на воздухот. Значи помалку бетон, повеќе зеленило за граѓаните и мора да се почитуваат законите во оваа област. Главните градови во регионот и околината издвојуваат значајни буџети за младите и спортот. Дали во вашата програма има план за зголемување на тие субвенции или изнаоѓање простори за овие млади луѓе? Спортот и културата секако многу се тесно поврзани и се многу битни за младите. И пред кампањата да започна и сега во овој период истражив малку повеќе во Скопје, бидејќи знаеме дека градот Скопје има објекти кои што ги управува. За жал, дел од нив во изминативе неколку години многу слабо се управува, еве како Младинскиот културен центар, кој што јас го паметам уште како 25 мај. Јас ова неколку пати сум го споменала, легендарниот хор на Запров. Многу убави моменти, многу убави дружења, мандолински оркестар, па таму имаше убава дискотека во која што се дружевме. Имаше многу содржини. За жал, мислам дека тој простор е во моментот нефункционален и не им дава услуги на младите. Потоа да речеме сега Кочорацин, односно стариот дом на градежници. Тој треба да биде мултифункционален центар. Разбравме исто така и за одредени објекти кои што се во дел во аеродром, дел во центар, кои што стојат нефункционални. Зошто да не им ги дадеме на младите за спортски содржини, за хабови, таму каде што ќе може да се дружат, јавни соби каде што можат да учат, да читаат. Нели имаме некои такви објекти во Скопје кои што се покажаа многу добри за младите. Значи постојат многу можности, треба да се одвојат повеќе средства, треба да се поддржат и младите и независната културна сцена. Ни пристапи и вели имаме многу малку простор. Дајте ни и одредени простори, пример, еве зборуваме за независната сцена под новата железничка станица. Тој простор е навистина девастиран. Дајте ни еден простор, ние убаво тоа ќе го средиме, имаме своји луѓе кои што сакаат да ни помогнат, дајте да правиме и таму настани. Младите сакаат, независната сцена сака. Мислам дека градот му нуди многу можности. Само дека најголемиот дел од нив во моментов се неискористени. Каква ќе биде вашата кампања? Немам намера да напаѓам, не сум од тие, не сум ниту самобендисана, ниту арогантна, ниту за било која кампања на светот би го направила тоа. Јас ги почитувам противниците, иако дел од нив во изминативе неколку денови, можам да кажам, непримерно се однесуваа. Јас тоа го осетив пред се како жена
и со омаловажување. Во политиката се вклучив релативно доцна, пред 5 години. Тоа што го направив и за кое што сметам дека имам соодветни знаења и заради тоа можам да допринесам Скопје да стане подобро, го направив со своите 2 раце. Не го направив претходно со политичка поддршка, туку го направив навистина учејки од најниската позиција во министерството, па стигнав и до највисоката. И мислам дека треба да бидеме примерни едни кон другите, да го почитуваме тоа што сме го направиле. Сега за жал некои направиле многу помалку, имаат до прво време и да созреат, нели, да се развиваат во кариерите. Кај мене ситуацијата е можеби малку поинаква. Јас навистина имам долгогодишно искуство во животна средина и во комуналните дејности. Многу сум соработувала со општините. Да, знам, јас работев на централна власт, меѓутоа го следев годиниве процесот на децентрализација, знам кои се недостатоците, знам каде може да им се помогне на општините и сум помагала многу. А сум работела и директно на имплементација на инфраструктурни проекти. Многу пречистителни станици, многу водоводи и канализации, воспоставување на системи за управување со отпад. Така да мислам дека имам соодветно искуство. Знам да препознам квалитет во луѓето, знам кој за која работа може да помогне не само на мене, на градот, а тоа значи да им помогне на граѓаните. Кажете ни нешто, ако сакате, за вас приватно, што граѓаните на Скопје би требало да го знаат за вас. Јас сум мајка на 2 ќерки, прекрасни ќерки, кои што ги научив прво да веруваат во себе, а потоа и да веруваат во вредностите кои што се навистина вредности, бидејќи мислам дека голем дел од луѓето ги изгубија вредностите и веќе изгубија довербата и не веруваат во убавите нешта. Мислам дека не треба да се разочаруваме. Знам дека се тешки времиња и на економски план, секако и на ова што го гледаме како се управува и градот и на моменти и како се управува државата. Не треба да ја губиме вербата во луѓето. Јас работам на тој принцип. Јас прво го барам доброто во луѓето. Сакам да соработувам, секогаш сум отворена, секогаш сум транспарентна и секогаш проблемот го ставам на маса. И секогаш ги викам сите оние кои што треба да го решат проблемот. Не сметам дека се знам, секогаш и постојано учам, така ги научив и моите 2 ќерки. Гледам дека израсна и многу ми е драго што израсна во прекрасни личности. Сами побара да ми помогнат во кампањата. Сметаат дека треба во семејството да биде прва поддршка на било кој кандидат. Мене ми е на вистина драго. Еве мојата помала ќерка ја води кампањата на TikTok. Јас велам, верувајте во луѓето, затоа што на тој начин можеме да направиме и Скопје и државата да ни биде подобра.